Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе го обработиме Псалм број 31. Како што можете да забележите, овој дел од книгата го проучуваме со поспоро темпо, а причината за тоа е фактот што поголемиот број од псалмите во овој дел се непознати. Но, и покрај тоа што овие песни не се толку познати, сепак во нив се кријат големи духовни богатства. Мое лично верување е дека овие текстови заслужуваат повеќе внимание, со цел да сватиме дека и непознатите делови од писмото имаат важно значење во големата слика која ни е представена во Божјиот збор. Повеќето од псалмите, односно сите кои досега ги обработивме, се дело на царот Давид. Сигурен сум дека неговата намера била овие текстови да се пеат со музика. Пред да почнеме со обработка на Псалм 31, би сакал повторно да прочитам 3 стихови од претходниот, а и да кажам уште збор 2 за нив. Насловот кој му го дадов на тој псалм е Алелуја за исцелението. Не само тоа, туку ќе кажам дека ова е мој псалм. Јас сум еден од оние луѓе кои биле заболени од рак, но Господ им дозволи да живеат малку подолго на оваа земја. Слушнете што пишува во стиховите 2 до 4. Господи Боже мој, повикав кон Тебе и Ти ме исцели. Господи, Ти ја изведе душата моја од светот на мртвите и ме спаси од слегување во гроб. Пејте му на Господ, верници Негови, благодарете му на Неговото свето име. Искрено ќе ви кажам дека размислувам да основам здружение за оние кои биле болни од рак, а Господ им дал исцеление и се уште се живи. Како што кажав предмалку, и јас имам такво искуство и навистина би сакал да се соберам заедно со луѓе кои минале низ таа болест и заедно да го славиме Бог. Давид вели, пејте му на Господ, верници Негови. Ова е повик за колективно славење и се надевам дека секој од вас ќе го свати сериозно и барем ќе отиде во локалната црква, за да го слави Бог заедно со другите верници. Давид ги повикува верниците и да му благодарат на Божјото свето име. Ова е многу важно да го имаме на ум, дека Бог е свет. Што значи тоа? Тоа значи дека Бог е одвоен од се што е грешно и зло. Бог во себе нема зло и не го одобрува злото. Од друга страна, ние луѓето сме грешни и во нас има зло, кое излегува на површина преку нашите мисли, зборови и дела. Кога зборуваме за Божите исцеленија, добро е да се сетиме дека Бог не интервенира во нашите животи затоа што сме заслужиле, туку поради Неговата милост. Истото може и треба да се каже во однос на спасението. На крстот на Голгота, Божиот Син Исус Христос не умре за нас затоа што ние тоа го заслуживме, туку умре поради Неговата милост и љубов кон нас. Грешни луѓе, како нас, не можат да застанат во присуството на светиот Бог. Тоа значи дека кога ќе го напуштиме овој свет, ние не можеме да ја поминеме вечноста во Неговото присуство. Свесен за тој проблем, Бог најде решение нудејќи ни спасение и осветување. Со тоа доаѓаме до Псалм 31, каде читаме за неволите низ кои минуваат побожните луѓе. Ова е тема за која читавме и во претходните псалми, но се чини дека Давид повторно не подсетува на таа реалност, дека и побожните луѓе минуваат низ тешкотии и проблеми. Во оваа песна, царот Давид зборува за неволите низ кои мина самиот тој, но исто така, овие зборови кои ќе ги прочитаме, може да имаат примена и во контекстот во кој ние се наоѓаме. Тоа значи дека псалмот има значење поврзано со минатото, но и значење поврзано со сегашноста. Ќе додадам уште нешто и ќе кажам дека овој текст има значење поврзано со иднината, особено за оној период кој писмото го нарекува период на големите страдања. Накратко кажано, овие зборови биле
се и ќе служат за утеха и охрабрување на многу верни. Да почнеме со читање на псалмот. Псалм 31 стих 1. Кај тебе, Господи, се засолнувам, о, да не се посрамам никогаш, според праведноста своја спаси ме. Забележете како Давид бара Господ да го спаси поради неговата праведност. Тој не дојде кај Господ со пофалба на своите усни, бидејќи знаеше дека самиот тој е грешен. Наместо тоа, одлучи да се потпре на Господовата праведност и милост. И ние денес се спасуваме не поради нашата, туку поради Господовата праведност. Потоа вели: приклони го увото твое кон мене, побрзај да ме избавиш, биди ми Бог заштитник и прибежиште за да се спасам. Очигледно е дека додека ги пишуваше овие зборови, Давид минуваше низ некаква неволја. Затоа бара од Господ да побрза за да го избави, да му биде заштитник и прибежиште за да се спаси. Низ годините тој научи многу важна лекција, а тоа е дека во секое време може да се заслони кај Бог преку молитва. За нас денес ќе биде од голема полза ако ја научиме истата лекција. Наместо да прибегнуваме кон пороци или пак кон луѓето, многу подобро ќе е ако најдеме заштита и засолниште кај Бога. Продолжуваме со читање. Стих 3. Зашто ти си карпа моја и крепост моја, заради името Твое поведи ме и управувај со мене. Давид не побара избавување затоа што го заслужи, туку поради Господовото име. Нешто слично се вели и во Псалм 23, каде тој вели дека Господ го води по патот на правдата заради името свое. Стихови 4 и 5. Изведи ме од оваа стапица, која потајно ми ја поставија, зашто ти си мој заштитник. Во твоите раце го предавам духот свој, ти си ме откупил, Господи, Боже на вистината. Во твоите раце го предавам духот свој. Ова се зборовите кои Господ Исус ги изговори додека висеше на крстот на Голгота. Тоа е запишано во Евангелие според Лука, глава 23, стих 46. Штета што религиозните водачи не го препознаат цитирањето на овој дел од писмото. Потоа, во Дела, глава 7, стих 59, кога Стефан, првиот маченик, беше каменуван, тој рече: Господе Исусе, прими го мојот дух. Низ историјата на црквата постоеле многу мажи и жени кои маченички умреле за верата и ги користеле токму овие зборови пред да го напуштат овој свет. Еден таков пример е чешкиот реформатор Јан Хус. Пред да биде убиен, епископот во тој дел од светот го осудил со зборовите: ја предаваме твојата душа на ѓаволот. Но Јан Хус со голем спокој му одговорил: го предавам својот дух во твоите раце, Господе Исусе Христе. Тебе ти го предавам духот кој ти го откупи на Голгота. Поликарп беше еден од најпознатите апостолски отци. Пред да биде погубен со оган, тој изговори слични зборови. Како што спомнав, низ вековите и многу други маченици биле погубени со овие зборови на нивните усни. Мартин Лутер рекол: благословени се оние кои не само што умираат како маченици и верници, туку оние чии последни зборови се: во твоите раце го предавам мојот дух. Стих 7. Ке се радувам и ке се веселам поради твојата милост, зашто ти погледна на маката моја и ја спаси од патила душата моја. Давид сведочи дека не само што ја барал Божјата помош, но Бог ја погледнал неговата мака и направил нешто во однос на тоа. Оваа вистина, дека Бог е свесен за тоа низ кое минуваме, би требало да ни донесе утеха во животот. Кога Бог му се објави на Мојсей и го прати да ги изведе израелците од робство, тој во Излез, глава 3, стихови 7 и 8 му вели: ги видов страдањата на народот мој во Египет и го чув пискотот негов од надзорниците. Позната ми е маката негова. Исто така сакам да ве подсетам на една случка од Новиот Завет.
Кога Господ Исус забележа дека неговите апостоли се соочија со бура на Галилејското море, во Евангелие според Марко, глава 6, стих 48 се вели: и ги виде како се мачат при пловењето. Ми се допаѓа тој опис, бидејќи е подсетување дека имаме Господ, кој не само што знае што ни се случува, но и е активно вклучен со цел да ни помогне. Стих 9. Смилувај се кон мене, Господи, зашто сум потиштен од скрб. Дали се чувствувате потиштени? Наместо да зборувате за тоа со луѓето, сакам да ве охрабрам да ја донесете својата потиштеност пред Бог. Тоа е она кое Давид го стори и затоа доби помош. Стих 15. Деновите мои се во Твоите раце. За жал, денес некои луѓе сметаат дека нивните животи се во рацете на собствениците на бизнисите во кои работат, или пак во рацете на политичарите кои раководат со светот. Тоа нема никаква смисла. Господ е оној кој владее на целата вселена и се што во неа се случува е во негова контрола. Вашиот живот е во негови раце. Би рекол дека вашиот живот е во оние раце кои беа распнати за вас. Оваа реалност ќе биде извор на утеха и спокој за оние кои искрено веруваат во Господ Исус Христос и го следат. Нашите животи се безбедни во рацете на оној кој не сака. Стих 19. Колку е голема добрината Твоја, Господи! Господ е добар. Секој кој вистински верува во Него, знае дека Господ е добар. Во една од идните епизоди ќе дојдеме до Псалм 107, во кој авторот започнува со тоа што изјавува дека Господ е добар, но исто така ги повикува верниците да повторат по него и да зборуваат и пеат за Господовата добрина. Кога последен пат сте кажале некому за Господовата добрина? Ние луѓето често зборуваме за добрината на другите луѓе, особено оние кои нам ни направиле некакво добро. Но, дали зборувате за Господовата добрина пред другите луѓе? Да, Господ е добар. Јас го сведочам тоа од лично искуство. Со тоа доаѓаме до Псалм 32, кој е исто така прекрасно парче поезија. Многумина го нарекле овој псалм духовен скапоцен камен. Во денешното проучување нема да имаме доволно време за да почнеме со читање и обработка на овој псалм, но сакам да кажам неколку нешта кои ќе ни бидат како основа за обработката на овој псалм во следната епизода. Во некои преводи, веднаш над самиот псалм, стои опис кој гласи Давидов псалм за разбирањето. Ова е навистина необичен опис на еден псалм, бидејќи досега најчесто насловите на псалмите се однесуваа на тоа за каков инструмент се наменети. Но изразот за разбирањето, еврејскиот збор е маскил, ни ја објаснува главната цел на овој псалм, а тоа е да ни даде разбирање за одредени духовни теми кои се важни за сите верници. Ова не е единственото место во писмото каде се користи овој еврејски збор. Например, истиот се користи и во книгата на пророк Даниел, глава 11, стих 33, каде пишува: и разумните од народот ќе вразумуваат мнозина, но извесно време ќе страдаат од меч и оган, од робство и грабеж. Коренот на зборот преведен како разумните е всушност зборот маскил. Истиот збор се користи и во 11 глава, стих 35, каде читаме: и од разумните некои ќе пострадаат за да се испитаат, очистат и обелат за последното време, зашто уште има време до рокот. Исто така, во Даниел, глава 12, стих 3, читаме: разумните ќе сјаат како светлина на небото, и оние што мнозина повратиле кон правда, како звездите во веки за секогаш. А во глава 12, стих 10 се вели: многумина ќе се очистат, ќе се избелат и ќе бидат искушани. Безбожниците ќе си останат безбожни и никој од нив нема тоа да го разбере, само мудрите ќе разберат. Ова се само дел од стиховите во кои се користи оваа фраза.
која се однесува на разбирањето на она кое Бог сака да го направи. Но, овој збор се користи и во Новиот Завет. Например, во Евангелие според Матеј, глава 24 стих 15, тој зборува за тоа дека оние кои читаат треба да имаат разбирање. Потоа, овој збор исто така се користи и во последната книга од Библијата, а тоа е книгата Откровение, која е напишана од страна на апостолот Јован Богослов. Во глава 13 од Откровение, Јован пишува дека во иднина ќе се појават два ѕвера, кои ќе го заведат светското население и ќе го воведат во заблуда. Покрај другото, таму тој пишува за бројот 666, кој е всушност бројот на Антихристот. Во глава 13, стих 18, Јован вели: тука е мудроста, кој има ум, нека го пресмета бројот на ѕверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е 666. Јован им се обраќа на оние кои имаат ум, односно оние кои имаат разбирање. Знам дека низ историјата многумина се обиделе да го дешифрираат тој број. Не знам дали вас воопшто ви интересира значењето на бројот 666, но јас денес пред вас можам искрено да кажам дека не го знам значењето на тој број. Моje лично мислење е дека и оние кои се обидуваат да го објаснат не знаат што значи. Верувам дека кога ќе дојде време за Антихристот да се појави на светската сцена, дека Бог ќе им даде на своите луѓе мудрост да го препознаат. Да се вратиме на Псалм 32. Станува збор за текст со кој Бог преку царот Давид сака да ни даде разбирање. Овој псалм исто така е наречен и покајнички псалм и врз основа на самата содржина на оваа песна, јас ке се согласам со таа констатација. Сакам само да напоменам дека овој псалм не искажува покајнички став од страна на Давид во моментот кога го пишувал псалмот, туку станува збор за покаяние кое го искажал пред да го напише псалмот. А преку овој текст само ни кажува како Господ му го прости гревот и го благослови со обновен меѓусебен однос. Од таа гледна точка би рекол дека овој текст ни е даден за да разбереме како функционира покајанието, но исто така и како Бог ги благословува оние кои со покајнички став и срце му пристапуваат. И во следната епизода, додека го обработуваме овој псалм, јас навистина се надевам дека сериозно ќе ги сватиме зборовите на Давид и поттикнати од неговото сведоштво, ќе можеме и самите ние со покаяние да пристапиме на небесниот престол на милоста. Во Псалм 32, стих 6, Давид вели: затоа, секој побожен човек нека ти се моли навреме и тогаш притисокот од многуте води нема да го достигне. Тука ќе го завршиме денешното проучување на книгата Псалми. Во следното ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.